Турските студенти во Штип годинава донесоа и повеќе турски бизниси. На повеќе локации во Штип се отворија дуќани и функционираат дејности во функција на турските студенти, но и останатите граѓани. Од пред неколку дена во Штип има и ресторан сместен во централното градско подрачје каде се подготвуваат турски донери. Почнаме од средата, пред една недела и идејата ни доаѓа од и го нема тука во Штип. Во другите градови го има и затоа ние планиравме да отвараме телешко гиро за граѓаните. Имат многу луѓе и многу доаѓаат за да прашат дали е телешко, дали е пилешко и има добра работа. Турскиот бизнис со храна во Штип ќе биде збогатен и со два ресторани. Едниот ќе функционира во некогашниот Лонгуров, а другиот до познатиот кафе-бар Мурано. На нив за многу кратко време ќе им се придружи и дуќан со турски сладки специјалитети. Во функција првенствено на одовдешната турска популација и веќе отворената берберница која има стаж од само 15 на дена. Отварањето на повеќе нови бизниси во еден момент економистите го коментираат на следниот начин. За штипската економија во целина не може да значи многу, но за трговијата и за гостителството ќе значи, бидејќи тие новоотворени ресторани или друг вид на гостителски објекти значат на понуда на одредени вакви фирми во кои ќе може да се консумира храна не само од овие студентите од страна, пред се од Турција, туку и домашните наши жители. Несомнено е дека турските студенти ќе уживаат во специјалитетите од својата земја, но дали во овие специјалитети ќе уживаат и штипјани или сепак се скептици во испробувањето нови вкусови? Не, то не обичам такви храни. Воопшто право да ви кажам. Многу зачини има со и готово. Они многу зачини стават. Да, зашто да не. Мислите ли дека вкусот ќе ви се допадне на турската храна? Па не ја знам, многу не сум ја пробала, меѓутоа би пробала. Да ти кажем, не. Па укусот е друг за турците. Они свинско не јадат, се е нешто телешко, некој такво. Сите овие трговски објекти се почеток на една нова бизнис приказна во Штип, која со тек на времето веројатно ќе го смени амбиентот, но ќе ја збогати и понудата и конкуренцијата.